Почитувани присутни, денеска владата има своја седница, своја редовна седница и донесе одлука да ја прифати измената и дополната на предлог законот за данок на додадена вредност, со кој што се намалува стапката на данокот на додадена вредност, ДДВ, од 18 на 5% на следните производи. Прво, сточна храна и адитиви на сточна храна или добиточна храна се намалува ДДВ-то од 18 на 5%. Исто така се намалува ДДВ од 18 на 5% на жив добиток. Се намалува ДДВ од 18 на 5% на бебешки производи и на училишен прибор. Во бебешки производи се сметаат кревече, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцва, шише и пелени за бебиња. Под училишен прибор спаѓаат училишна торба, ранец, тетрадка, молив, пенкаво, блок, работна тетрадка, боички, линеар, шестар, пластелин, острилка, гума и коректор. Со намалувањето на даночната стапка на данокот на додадена вредност се намалува цената на овие производи, очекуваме да се намали, се намалува данокот за оној кој што ги продава и автоматски тој очекуваме да ја намали цената, со што директно ќе се помогне на родителите во првите години од раѓањето на нивните деца, како и на родителите кои имаат трошоци за набавка на училишен прибор за своите деца во подоснежните фази на нивен развој, односно во периодот на нивното образование. Исто така, со овие измени дополнително ќе се влијае врз цените на добиточната храна, на сточната храна и адитивите за сточна храна, како и врз цената на живиот добиток, со што ќе се придонесе прво за стимулирање на земјоделското производство на месо и млечни производи, како и за зголемување на конкурентноста на македонското стопанство. Преку намалените цени на сточната храна, практично произведеното месо во Македонија или производи од добиток, како што се млечните производи, директно или индиректно се намалува цената на чинење на производот и конкурентноста на фирмата која што произведува, односно на фирмите од Република Македонија. Ова потенцијално може да биде и стимул за зголемување на извозот на овие македонски производи, меѓутоа и зголемување на конкурентноста во борбата на пазарот со увезените производи кои што се произведуваат во други земји, по други цени на чинење. Така што се помага директно и на македонските компании кои произведуваат вакви производи, а се помага и на потрошувачите затоа што ќе се овозможи цена до крајниот купувач која што е поевтина.